Оваа заедница во Вашингтон се вика Tacoma Village Co-housing. Не е тоа обична американска населба. Овде живеат 40 семејства во станови и куќи, што се во нивна приватна собственост, но делат зграда каде има занимална за мали деца, соба за учење, кујна, перална и огромна дневна соба. Шарон Вилинес била една од првите жители овде по отварањето, во 2000-та, и се уште е овде. Тоа што најмногу ми се допаѓа е што ги знам соседите, сите ги познавам. Джорџета Смол е советник во средно училиште и мајка на 18-месечно девојче. Таа соседите ги смета за семејство. Моето семејство е далеко, во Торонто и Ванкувер, но овде имам луѓе на кои можам да им кажам, не можам да стигнам навреме, можеш ли да ми ја земеш кирката? Знам дека се ќе биде во ред. Ова чувство на блиско се развила со време, преку заедничко готвење и дружење, барем еднаш неделно. Абе Хусеин овде се преселил пред 6 години. За мене најголем квалитет на оваа место е диверзитетот. Тој додава дека таква средина е добра за децата. Има 3-годишен внук кого сака да го носи во заедничката игрална. И тоа, вели Хусеин, не задира во ничија приватност. Ен Забалдо е многу инволвирана во животот во Tacoma Village. Таа посочува на нивната определба за штедење енергија, но и грижата на соседите еден за друг. Имаме група луѓе кои се менуваат во чистење на заедничкиот простор, но луѓето овде не оставаат многу други по нив да чистат. Оваа заедница е една од 150 вакви во САД, изградени по урнек на концепт од Данска. Двајца архитекти го донеле во САД, Чарлс Дурет и Кетрин Мекамант, пред неколку децении. Ние бевме млади архитекти во Данска кога ја добивме идејата. Од тогаш функционира. Не е ни чудо, зашто се работи за креирање на подобар квалитет на животот.